Жестока дебата имаше денес во Штипскиот совет на точката со која се предвидуваше нова распределба на средства од буџетот на општината. Потреба за зголемување на ставката за уредување на градежно земјиште, односно на реконструкција на улиците. Се предлага да делот во привремените вработувања се зголеми за 3,5 милиона денари. Третиот дел од измената на распоредба се однесува за потпишаниот нов проект со UNDP за ангажирање на лица во делот на изнемоштените. За опозицијата, освен за потреби на општината, парите од буџетот ќе биле во служба и на политиката. Буџетот општински се подготвува за нови вработувања, кои што се некоја предходници или подготовка за некои или вовед во некои нови избори. Ако ВМРО ДПМН Штип може да ги добие изборите и ако мислите дека е политички маркетинг, дека со 12 нови вработувања во општината ние ќе ги добиеме изборите, тогаш на многу ниско ниво ни и политиката. Станува збор за 12 работници ангажирани со договор на дело кои работат на уредување на градот. Која трансформација на било кој вработен, на било кое работно место, со било каков статус на вработување, значи промена во давачките за 80%. Значи тие до сега што земале 16.000 денари од работа од договорните услуги, каде што бил плаќен персоналниот данок. Значи кога ќе се додадат придонесите, значи тоа станува веќе некаде, сега груба математика чисто да ви е појас. Значи некаде околу 22-3 илјади станува бруто. Значи целиот овој износ мора да се исплати од ставката за времени вработување. На крај се заврши со изгласување на спорната точка и со усвојување на нова распределба на средствата од буџетот на општината. Станува збор за околу 18 милиони денари, кои од така наречени несуштински ставки преминаа за улици, патишта, трансформација на работен однос и проектот општинско корисна работа.